5 децении од формирањето на МАНУ, Академијата, стожер на научните и уметничките дострели на македонската интелигенција. Стратегиски проекти, но и контроверзни погледи и публикации, енциклопедијата, етничката поделба на Македонија, името и јазикот, кој зошто на Груевски му овозможи да се промовира со магистерски труд. Дали академиците со директна подршка за председателот Иванов денеска се срамат од неговите ставови? Како умните глави една деценија молчеа пред тоталитаризмот на претходната власт? Зошто е обезличено образованието? Рурализација на високото образование. Девалвирано е научното истражување. Добро вечер. Во топ тема е председателот на МАНУ, академик Таке Фити. Добро вечер и благодарам што дојдовте. Најпрви да бидам меѓу оние што веројатно меѓу многуте ќе ви го честитаат одбележувањето на половина век на МАНУ. Според моје длабоко убедување, тоа е еден од стожерите на македонската државност, наука, култура и промоција на сите дострели што дотогаш и од тогаш се направени. Но пред воопшто да го почнеме разговор, дозволете ми да прочитам еден свој мемуаристички запис од академик Ѓорги Филиповски. Бевме 14 основоположници, останав жив само еден, јас. Ѓорги Филиповски понатаму вели: сите бевме свесни дека со основањето на МАНУ младата Македонска република добива важен и постојан столб на кој може да се подпре во својата иднина. Втората олеснителна околност беше што за председател беше избран академик Блаже Коневски, човек како што мајка ретко наоѓа. Работата на МАНУ започна со голем ентузијазам и посветеност. Уште само еден детал, актуелната зграда на МАНУ покрај кеот на Вардар е проект на големиот архитект и професор Чипан, кој за жал не стана член на МАНУ. Академик Фити, од овој мемуаристички пристап, што е според вас основниот белег на академијата, нејзината научна, културолошка, државотворна димензија? Прво, благодарам на честитките, господине Чомовски, благодарам на поканата. Еве, ова е прва пригода во пресрет на големиот јубилеј да поразговараме малку околу МАНУ. Видите, во оваа порака на академик Филиповски, кој што, како што кажавте, е единствен жив од првиот состав на Македонската академија на науките и уметностите, може едно да се каже, дека во целие овие 50 години Македонската академија без сомнение се афирмира како темелник на македонската наука, на македонската уметност, на македонската култура пошироко, на македонскиот јазик и како еден од символите на државноста на Република Македонија. Без оглед на тоа што имало и проблеми во нејзиното работење, меѓутоа после 50 години и со таква научна и уметничка продукција како што успеа МАНУ да направи, тоа е она основна, така да речам, компонента. Значи, МАНУ останува врвна научна и уметничка институција со големи достигнувања и се разбира и со проблеми, но таа останува и еден од символите на македонската државност и на македонската самобитност. За нашите гледачи, ова е најновиот стратегиски проект на МАНУ, приоритети на идниот развој на Република Македонија. Јас успеав да го испрочитам во една блиц варијанта, ќе треба постудиозно да се гледа на него, на овој проект. Само да подсетам дека тоа е, ми се чини, еден од ретките проекти вакви стратегиски после 20 години кога во време на академик Јусеф е направена стратегијата за Богоев. И Богоев, да. За економската и политичката и општествената транзиција во Македонија. Има едно прашање кое вие во воведот го поставувате, а што мислам дека не е само реторично, тоа е кво вадис Республика Македонија? Каде оди Македонија? Каде оди Македонија, да. Видете, ние со оглед на актуелната криза која што достигна кулминација во последниве 3 години, мислевме дека е добро како академија да ги земиме најбитните, најзначајните прашања што имаат приоритетно значење за разрешување, а во основна насока да помогнеме преку давање на наши сугестии за надминување на тешката политичка, па јас би рекол и општествена криза со која што е соочена Република Македонија.
Многу научни проекти има, многу испитувања, меѓутоа мислевме дека сега е моментот да селектираме најклучните области, меѓу другото и оние од каде што можеме да ги исцрпиме извориштата на кризата. И не случајно е прво ставење владење на демократијата, правото, департизација на институциите. Мислевме дека токму таму, во политичкиот систем, во овој сегмент, се клучните изворишта на кризата. После доаѓа образованието, што мислиме дека е исклучително значајно, посебно е тука поентирано високото образование, за кое што не имаме и законска обврска да дискутираме, тука и науката, но и научно-истражувачката работа и иновативноста, како втор блок многу значаен. Третиот е економијата, односно проблемите на економскиот раст, развој, изворите на растот и идните приоритети во таа област. И после одиме со енергетиката, што мислиме дека е многу значајна, за неја има и стратегија изготвена своевремено МАНУ. После доаѓа животната средина, што е изворедно значајна тема за мала земја како што е Република Македонија, со нагласено ретки ограничени ресурси кои што треба посебно да се штедат. Колку имате помалку ресурси, колку сте помала земја, повеќе внимание треба да се обрни на екологијата и се разбира малку е фатен и пензискиот систем и здравството, не се тие многу широко обработени и дефинитивно завршуваме со статусот на уметноста и културата пошироко, каде што е јазикот, каде што се проблемите врзани со јазиците на заедниците кои што живеат во Република Македонија, мултикултурализмот, она што сега се теми во жижата на интереси. Тоа што е тема која е жешко столчена од еден начин и во која често пати се истакнува дека МАНУ молчи. Во една прилика ние ви правиме пресија како јавност молчите, во друга прилика кога ќе се изјасните, ве доживуваме како своевидни партиски или дневно политички гласоговорници. Имате ли во овој ваш век на раководење и вкупно чувство дека не секогаш успеавте да направите реална дистанца од дневните случувања, а при тоа да не останете глуви на турбулентните општествени па и политички и економски процеси? Да. Ите, тоа е многу интересно прашање и тоа е проблем со кој што се соочуваат сите академии во регионот, да кажеме, дури и една Словенија. Вие имавте разговори, односно одлични интервју со поранешниот председател на Бугарската академија на науките, академик Стефан Воденичаров, имавте и со академик Владо Костич на Српската академија на науките и уметностите, и тие ви кажа дека има слични проблеми. Мене подпредседателот на Словенешката академија ми вели, па таки не се секире, ние ги имаме истите проблеми. Значи, што е тука основниот проблем? Основниот проблем е што често пати се настојува академите да се натераат да се инволвираат во дневно политички прашања, кои што инаку не се предмет на расправа на академите, да расправаат за политички прашања во кои што едноставно не се чинители. Исто така се инсистира често пати, свесно или несвесно, да фатат страна и така натаму. Меѓутоа, мислам дека МАНУ во основа на тие и такви провокации одговарала со своето достоинство на највисока научна институција и уметничка институција, се разбира, со своето достоинство на институција која што сака да говори со силата на фактите и на аргументите, и тоа настојуваме секогаш да го кажеме. И исто така јас посебно истакнувам, меѓутоа и другите академици, дека не може МАНУ да оди со избрзани реакции од колумнистички тип, како колумна некоја, бидејќи тогаш ќе се инволвира во политиката, ќе фати страна и ќе имаме сериозни проблеми. Другиот проблем кој што е многу битен, и велиме, ние зборуваме со факти, со аргументи, наша легитимација се научните проекти кои што сме ги покренале. И таа е легитимација пред нашата јавност, стручна, научна, пошироката македонската јавност и пред јавноста во странство. А тука имаме огромна продукција, и тоа за жал, тука имаме грешка сега, за жал таа огромна продукција многу малку ја афирмиравме во јавноста. И сега јас посебно работам да се острани тој проблем. И јас ќе ви кажам сега, еве ние меѓу другото одиме на тоа, направивме нов веб страница. Веб страницата на МАНУ е сега вонредна богата. Јас ги известив сите новинари преку МИА и сега голем број од вашите колеги отвараат и гледаат. Таму се сите настани, таму се нотирани сите научни проекти. Дел од нив се целосно пренесени во електронска форма, дел од нив се делумно пренесени во електронска форма и така натаму.
и мислам дека тоа ќе помогне малку повеќе јавноста да знае за што се работи, за што се случува и дали имаме прашање или не. Академик Старделов сега прави еден грандиозен, јас би рекол, проект. Негова беше иницијативата, јас вака, што се вика, со големо задоволство ја поддржав. Тој прави нешто што се вика документи. Околу 10.000 страни, научни проекти, резимеа од научни проекти, цели научни проекти, соопштенија на МАНУ и други документи ќе бидат објавени на нашата веб страница за различни прашања, за да можат луѓето да отворат да видат што де факто работи МАНУ. Значи тука мораме да ја поправиме работата. И мораме да ја зајакниме, затоа е оваа книга, да ја зајакниме советодавната функција на МАНУ. Тоа е една од 3-4 основни функции на националните академии. Има сега проект на Европската комисија за зајакнување на советодавната функција за потребите на политиката на европските академии. И тој проект, веќе работат на тој проект земјите членки на Европската унија, меѓутоа исто така, бидејќи не имаме статус на кандидати, имаме обврски тука да работиме малку повеќе и сега тука ќе работиме меѓу другото и со Бугарската академија, бидејќи Бугарија е полноправна членка и јас мислам дека има дури некакви инструкции од Европската комисија, колегите од Бугарија, да ни помогнат нас и на Србија околу таа работа. И ние, меѓу другото, затоа го формиравме тој Совет за евроинтеграција во рамките на МАНУ, составен главно од академици и научни работници надвор од МАНУ, наши соработници, каде само екс официо е член подпредседателот на владата кој што е задолжен за европски прашања. Се други експерти членови. Гледате колку време ви дадов за да се афирмирате, бидејќи да, чувствувате потреба. Исто така Центарот за стратегиски истражувања, јас го водев порано и многу други академици, сега академик Камбос и повторно го води, тој има посебна соработка со Центарот при Министерството за надворешни работи за геостратешки истражувања. Оваа книга е, меѓу другото, и тоа, да дајме совети за креирање на политики, препораки, можни пристапи. Оти знаете, Чомовски, како е науката, дава алтернативни одговори, да речеме. Ова може вака да се реши, вака или онака. Има 3 пристапи. За овој пристап, ова е битно и карактеристично, тоа се силни, тоа се лоши страни. Овој пристап, силни, лоши страни, ова, а оној кој што одлучува дефинитивно, тоа е политиката. Добро, сега, пред воопшто да поминеме на поприлично контраверзни случувања во и околу академијата и така натаму, имам едно прашање кое долго време преовладува како становиште, дека академиите, особено МАНУ, не повеќе од другите балкански академии во кои се има вгнестено етно-национализм и така натаму, би рекол дека е средиште на конзерватизмот. Сега, тоа конзерватизмот во една позитивна смисла може да има значење на мудрост и така натаму. Меѓутоа ми се чини дека конзерватизмот преовладува и во тоа што сме се уште зачаурени во самодоволност и во самопогледите. А притоа мислам дека науката и воопшто вие, академиците, малку ја промовирате перспективата на новите науки, новите технологии, новите осознанија, новите предрасуди во овој свет на глобализација. Видите, таквата перцепција, ова што ја кажувате, вие постои и во македонската јавност и мислам дека главната причина зошто таква перцепција постои и главната вина е на наша страна заради ова што го кажав. Ние не успеевме со години наназад да го афирмираме она што го работиме и она што го правиме. Има доза на конзервативност, меѓутоа во онаа позитивна конотација што ја кажавте вие. Како универзитетот и академите се конзервативни во начинот на поставеност, на организираност. Меѓутоа, пазете, ако се оди на оној тип на конзервативност, да речеме, кој што е проследен во балканските академии на еден или друг начин со промовирање на етноцентрички, на националистички типични програми, меморандуми и така натаму, мора да признаеме дека таква работа немало во Македонската академија на науките и уметност. Имало обид да се пласираат такви работи, меѓутоа во рамките на потесниот регион ние не сме го имале тоа. Добро, МАНУ никогаш не била САНУ, никогаш не имала такви. Така, немавме меморандум, немавме меморандум како што имаше албанската академија на кој што ние одговоривме и така натаму. Но МАНУ создаде на одреден начин една негативна општествена реакција за
3 до 4 проекти кои предизвика лавина од реакции. И бидејќи сепак припаѓа тоа во овие 2 децении, откако Блаже Коневски и ја поминавме на фаза на лингвистичко етаблирање на Македонија во светската лингвистичка мапа и така натаму. Велите, нема политизација, ја би рекол, прашање, добро е што нема партизација, меѓутоа има политизација. Политизацијата во еден момент произлезе во еден стек на околности врз основа на токму тој етноконзерватизам во Македонија. Тоа беше прашањето на енциклопедијата и веднаш претходно она несрекна изјава, оценка и така натаму, во која академик Ефремов воопшто реално не учествуваше, иако ја бев негов жесток критичар во самото осмислување, прашањето на така реченото деба, Берлинскиот зид, како што ние велевме меѓу македонците и албанците. Како беше можно тоа? Да. Зошто немаше доволно енергија да се свати тоа, да се прифати сепак една своевидна космополитичност на македонскиот народ и на овој мултикултуралистички приод. Да. Видите, тука сте во право и ние говориме. Јас и во рефератот кој ќе совратам тоа ќе го кажам, а и во ова издание што наскоро ќе излези 50 години Ману имаме оценка. Тоа се еден вид, ние така ги нарековме сенки, што паднаа врз академијата и кои што на еден или друг начин влијаја на достоинството на академијата како врвна научна и уметничка институција. Значи грешки имало. Тоа не можеме сега да кажеме немало политизација. Или, еве, најблагата оценка е можеби не сме биле, односно академијата временски гледано не била секогаш доволно отпорна спрема обиди за политизација и се влело во такви грешки. Првото прашање вие го спомнавте. Тоа беше небулозен концепт на размена на територии 2001 година, секогаш проблемите доаѓаат во тешки кризи. Тоа беше воениот конфликт. И имаше една манипулација од страна на тогашното политичко раководство, на раководството, врз раководството на Ману. Видите, лично мислам дека не требаше тоа да го дозволи раководството на Ману, бидејќи тоа беше крупна тема, тоа беше небулозен концепт, кој што на еден и друг начин не остварив, како што знаете, вие бевте жесток критичар, и не само вие. Добро, за тоа ги поднесе последиците академик Ефремов, кој што беше вравен, сјаен научник, меѓутоа поднесе оставка. И прилично доблесно го изведе целото. Да, и прилично добро, бидејќи што е тука битно? Таквиот концепт никогаш не стана официјален концепт на Ману во смисла да помини низ органите на Ману, на оделенија, на преседателство или на собрание, како највисоко. Никогаш тоа го нема. И тоа веднаш беше кажано од страна на академик Матеја Матевски, кој што го замени академик Ефремов, и таа оценка беше дадена и ние ја даваме таа слична оценка. Енциклопедијата исто така беше една сенка врз академијата, и тоа е проект врз кој што долго се работеше. И сега е факт дека во таа енциклопедија имаше грешки, имаше пропусти, меѓутоа она што за мене е најголем проблем, имаше недоследности. Ова последното е најбитно за мене, бидејќи пазете, грешки, пропусти во така големи, обемни, да речем, изданија секогаш имало и ќе има. Меѓутоа недоследности имаше во која смисла? Во смисла што едни луѓе беа премногу застапени, други помалку застапени, трети можеби испуштени. Во смисла што концептот беше ајде нема да одиме сега со стопанственици. Ама тоа се методолошки прашања. Да, тие се методолошки, ама и прилично политизација на целиот концепт. Имаше, видите, не можеше и не смееше да се дозволи онај момент каде што за нашите сограѓани албанци се вика така наречени шиптари во академија. Пазете, некои луѓе во академијата тогаш велеа, па добро бе, нашите албанци така меѓу себе се нарекуваат. Немојте луѓе така. Таа работа не оди затоа што кога ние македонците ќе го изговориме терминот шиптари, тоа навредливо делува на нашите сограѓани. И не смееме тоа да го правиме така. Тоа е едната работа. Втората работа, некои политички личности беа премногу застапени, некои премалку беа застапени. Дали бевте еуфорични, целиот тим и ова, дека се крои енциклопедија. Ние далеку бевме од потенцијалите, да, и во методолошка смисла да правиме Британика, Ларус или Крлежиното енциклопедиско издание во Хрватска и така натаму. Меѓутоа е факт дека премногу еуфорично, дека тоа е книга над книгите и така натаму. Јас мислам дека една таква еуфорија може би владееш, особено во лексикографскиот центар и кај редакторот,
бидејќи навистина тоа беше огромна работа и самиот Блаже Ристовски многу напорно работеше и така натаму. Меѓутоа имаше тука една друга работа што еве сега јас од перспектива ви ја кажувам, јас тогаш не бев ни член на претседателство, бев академик, нели, релативно млад. Тогаш некако луѓето бегаа да бидат раководители на тематските подрачја. Луан Старова се откажа, не сакаше да биде. Никола Узунов, кој што беше задолжен за економија, се откажа. Ксенте Богоев се откажа. И целата таа работа мене ми беше симптоматична. Зошто е тоа така, не можам јас сега да дадам оценка. И тогаш јас бев повикан, ти треба да направиш економскиот дел. Чекајте бе луѓе, еве, има 20 врвни академици, академик Богоев, кој што бил и председател, и врвни економисти, академик Узунов. Тие излегоа и мене ми ја дадоа таа задача. Ви тоа пазете, ако пристапите реално, објективно и со голем труд и работа, немаше никакви забелешки, да речеме, за делот економскиот. Дури економист имаше една оценка дека тоа е многу модерен дел направен. Зошто бегаме од иновирање на енциклопедијата? Поминува значаен дел од периодот каде што тоа можеше. Да. Маџунков избега, вие бегате од тоа. Тоа е сепак ноден начин некаков капитален труд. Така е. Со прилично методолошки корекции, прочистување идеолошки, етнички, така натаму, тоа може да биде интересно. Четиво, изгледа скап проект. Денеска никој да не се нафаќа на цитирање, на преземање на одредниците, како што тоа се прави со сите други енциклопедии. Скап проект, видите, има и многу добри одредници внатре. Не можеме да речеме ништо не чинимо. Тоа има грешки, така и можеш да се донесе собранијата одлука да се запри со продажбата, да се повлечи академијата, меѓутоа исто така донесе одлука дека треба да се едната теза беше да се поправат тие спорни одредници, другата добро бе, ајде ќе направиме дигитално, сега е модерно, беше задолжен академик Маџунков, меѓутоа некако тука застана работата и сега јас кога разговарам со постарите колеги академици кои што доаѓаат, бе вика дај таки треба ова сега да видиме со енциклопедијата да го решиме, јас им велам. Луѓе треба да излезиме на собрание, треба да се повлечи таа одлука и да одиме со ново да видиме што ќе правиме, како ќе учествуваме, да направиме нов тим и да можеме тоа ако сакате да го направиме. Инаку знаете, јас лично мислам дека енциклопедиите не се работа на академија. Лексикографски заводи има, Загреб, знаете. Тоа, оти тука нема наука. Она што вие велите, тоа се факти внатре, кратки факти. Нема ништо. Ќе се кажат најосновни, најелементарни работи, не е тоа научна работа. Имам уште две прашања кои се интригантни повеќе од што ги доведе во прашање научната генетика, да речем, на Ману. Тоа е настапот на премиерот Груевски, екс-премиерот Груевски, кој промоцијата на својот магистерски труд, што во основа е компилација, не е никакво научно истражување, беше направено во Ману и тоа, условно кажам, вулгарно да речем, напрчени тамо неколку академици и така натаму. И второ, нели ви се чини дека подписниците на дел од академиците зад номинацијата на председателот Иванов, што е невообичаено, например, во политичката играрија, денеска би можеле да се срамат не од подписите, туку од делата и позицијата на Иванов? Идете, мислам дека тоа се значајни прашања, благодарам што ги поставивте, бидејќи треба и јавноста да чуе. Прво, околу промоцијата на магистерскиот труд во Ману на екс-премиерот Никола Груевски. Видете, јас бев член на председателство тогаш кога на самото председателство се јавија од кабинетот и побараа да се промовира енциклопедијата во Ману. И тогаш на председателство рековме, чекајте луѓе, не е вообичаено магистратури да промовираме, нити докторати не промовираме во Ману и во принцип во Ману се промовираат трудови научни на академици. Ако некој труд на луѓе надвор од академијата заслужува посебно внимание, фундаментален значаен, можеме да го промовираме. И тоа го кажавме, веднаш го соопштивме. Така некако беше отворена линија. Меѓутоа, знаете, владата си го зеде тоа право, тие беа подготвени, вика, добро бе, не сакате во Ману, ние бараме под закуп да добиеме салата во академија. И сега пазете, салата во академија ден денес, ние даваме под закуп, односно бесплатно ја остапуваме на сите научни институции други кои што доаѓаат, бидејќи тоа не е наша, тоа е јавна собственост и добро е таму да се промовираат работи, да се одржуваат симпозиуми. Прилично низок критериуми, тоа ако ми го давате како објаснување, впечатено дека ама видете, така утре некој не може, сакам да ви кажам, не можевме тоа, сега пазете, владата беше во прашање, не можевме тоа да го одбиеме.
И после едноставно беше решено дека таму треба да настапи некој од академиците заради објективност на оценката. Оти знаете, почнаа таму на тоа да кажува дека тоа е магистерски труд. Магистерски труд има стручна компонента, нема научна компонента. Јас, на пример, тоа го кажав. Немојте да барате наука во еден ваков труд. Тој стручно, од стручен аспект е сосема окей, нема никаков проблем. Меѓутоа, наука во магистратура да се бара, тоа е претенциозно, премногу амбициозно и тоа нема врска со наука. Тоа е само еден стручен труд, добро составен. Таа магистарска имаше една прилично солидна комисија, ги знам јас луѓето од факултет. Не беше лош трудот, меѓутоа наука нема таму. Тоа е така. И тоа беше така искористено, едноставно му беше наложено, немаше мој, предпоставувам тоа што се беше притисок на академиците или доброволно се подпишаа за номинацијата на Иван? Видете, јас мислам 4 или 5 академици се Ама академици со тежина? Со тежина се подпишаа и тоа е она што вие го велите, односно што јас го велам, тоа е слаба отпорност на дел од академиците кон политизација на проблемите, па да не речам во овој случај дури и партизација. Би тоа пазете, не знам дали изврши некој притисок, дали самите академици се понудија, јас не знам ни точно кои се подпишаа, меѓутоа една работа знам. Тоа беа постапки на 5 индивидуалци, академијата има 45 луѓе. Значи 40 луѓе не се подпишаа. Дали сега тие чувствуваат, да речам, срам или како вие го формулиравте тоа затоа што се подпишаа таму, тоа треба нив да се прашаат. Меѓутоа не е вообичаено тоа да се прави, а секој академик на крајот на криштата се сноси одговорност за чинот што ќе го направи. Ајде се обидам да ве извадам. После тоа на втората номинација не се подпиша, што беше на одреден начин некаква позитивна реакција на јавните критики. Оти знаете, после тие не вика, ја знаете, после имаше проблем со аболицијата со председателот, па ние бевме стално прозивани Ману каде е. Јас се сеќавам на вашите зборови, дефинитивно и Ману се огласи, прочитате соопштението кој што беше критично. Али и тогаш јас реков, слушајте луѓе, немојте да влегуваме во политички игри. Имаше некој, треба да бараме оставка од председател. Па не е работа на Ману да бара оставка. Абсолютно. Ние можеме да го судиме тоа или да не го судиме. Академик Фитинг, употребивте една формулација што ми е интригантна. Владата беше во прашање, нели? Околу тоа Протугер како ви правил притисок. Ми се чини дека академијата во оваа декада не беше доволно отпорна, да не речем не беше воопшто отпорна на обштествената глувонемост, на руинирање на институциите, на аномија на системот, на недоверба на луѓето кон институциите и кон довербата. И на крајот на криштата, моето прашање и констатација е, зошто, на пример, Академијата го одмолча проектот на антиквизација? Тоа е исто многу значајно прашање. Тука јас се согласувам со вас дека особено околу проблемот за антиквизација ние молчевме. Односно луѓето во академијата кои што на еден или друг начин во тоа време се најстручни за таа област, некако тоа го промолчија. Заедно со проблематизирањето на словенските корени на македонскиот народ. И јас се лутев, не бев тогаш председател, дури изборував со дел од академиците дека треба да се јавиме. Битно е во таа ситуација, тоа се крупни прашања, да имаме заеднички став. Сега па еве се јави, а кој се јави околу овие архитектурата и така натаму, многу остро реагираше, вие знаете, професорот Константиновски, кој што е архитект и е почесен член на Ману. Но првите негови реакции кога беа, тој не беше ни почесен член на Ману, после стана. Тој реагираше како индивидуалец. Околу антиквизацијата имаше една расправа и реакција пак индивидуална. Тоа беше помеѓу покојните академик Бошевски и Петре Христо Илиевски. Академик Бошевски, знаете, она теза што се застапуваше за каменот од Розета, овој напиша многу остра критика и тогаш ние рековме, не можеме да се расправаме вака на оделенија или на собрание, дајте тоа објавете во нашите прилози. И се објавија тоа, али остана интерно. Ние немавме заеднички став за такви крупни прашања, треба да се обидиме да направиме заеднички став. Ако можеме да го направиме, оти некош не можете да го направите. Но требаше барем да се обидиме и да ги кажеме тие работи. Оти тука, знаете, уметноста, културата, архитектурата, сите тие форми на творење се многу деликатни, особено кога државата премногу се инволвира во тие автономни сфери на човековото опстојување. Дали ја преспавте големата македонска
да речем условно посттранзицијска општествена, политичка, па и економска криза. Дали видовте, предупредивте како што сега предупредувате, еве и со овие прашања, зошто е тоа така и така натаму, предупредите каде одиме. Поединечно може би да, но колективно. Со становишта кои веројатно ќе ги опаметеа или барем условно кажам ќе ги описменеа политичките елити. Видите, повеќе одеше тоа поединечно и повеќе одеше преку научни проекти. Во целиот период се изготвија многу значајни научни проекти. Еве да речеме земете сферата на економијата. Ние 2006 не беше во академија, тоа беше, ама јас бев коавтор на синиот извештај заедно со професор Бреда од Америка, Ксенте Богоев учествуваше и академик Гоце Петрески од академиците кои што тогаш се уште не беше академик. Кај што точно кажуваме што треба да се прави. Тоа е златната доба на Груевски која почнуваше со проектот за економска трансформација и тоа можеби тогаш и слушаше. После тоа настана првите години најверојатно и слушаше. Јас можам да ви кажам дека синиот извештај ВМРО во програмата зеде многу значајни елементи. И тоа го правевме со помош на УНИДО, меѓутоа тоа е за потребите на сите влади, не на владата на Груевски. Тие зедоа многу корисни идеи, ја ставија во својата програма. Опозицијата тоа не го направи. Тоа е една работа. Друга работа, видите, ние особено пред заострување на кризата и после 2008 кога се напушти тој строг како го викаме, фискалната строгост која се напушти, која почна да се прават релативно големи за македонски услови буџетски дефицити кои што се кумулира и за неполни 6 години го дуплира јавниот долг, ние предупредувавме. Тогаш имавме еден голем проект и 3 години се истражуваше, имавме поединечни настапи, имавме дури и објавувања. Сега тој проект излезе, не ви ја донесов јас таа книга, се вика Макроекономските ефекти на фискалната политика, каде што точно се пресметени мултипликаторите. За економијата со задоволство во вториот дел ќе разговарам со зашто сите очекуваме што професорот на економски факултет ќе даде оценка за и за претходната, особено за премрежијата на Заев со падот на бруто општествениот производ, новото задолжување така. Уште само 2-3 прашања околу глобалната концепција на Ману и постигнувањата. Ми се чини дека прочитав дека во еден период и индивидуално, па на оден начин и колективно, влеговме во една замка на клиентелизам, на ефтино профитерство, лично, статусно, институционално. И на тој начин се доведовме во ситуација да немаме нити критичка дистанца, нити разумни сугестии и перспективи. Идете, пак има поединечни случаи, тоа не може да се генерализира никако за Ману, бидејќи најголемиот број на членови на Ману поштено си ја вршат својата работа, они се видни научници, уметници кои што работат и кои што имаат резултати во работењето, поединечно има. Тоа обично се случува со дел од академиците кои што ќе влезат во некои тела од владата и така натаму, и може да има такви елементи на клиентелизам. Меѓутоа, во основа тоа не може да биде генерална оценка за Ману, бидејќи мислам дека сепак луѓето во Ману работат доста. Дури јас ќе ви кажам и друга работа. Имало понуди од владата. Дајте ќе ви ги зголемиме академските награди, кои што вака успат што се вели кажано се најмали во регионот. Ќе ви дадеме по 1000 евра да го поддржите ова или она. Академици, председатели, не била таа понуда кон мене, го одбиле тоа, јасно кажале дека таа работа не може. Ние тоа не можеме да го поддржиме. Значи, пазете, јас кога говорам, не зборувам за, да речем, профитерството поединечно на академијата и на академиците. Зборувам за општиот општествен амбиент, клиентелизмот и корупцијата стана системи наместо да бидат дискредитирани како еродивни елементи. Тоа е многу значајна констатација и видите, тоа е една од најтешките последици на кризата и на комуникацијата. Ние во Ману сметаме, и тоа ќе го видите во оваа книга, дека македонската политичка и општествена криза која што последниве 3-4 години кулминираше е фундаментално институционална. Што се случи? Комплетно се партизирани институциите во Република Македонија. Комплетна партизација. А партизирани институции се некредибилни, немаат капацитет на дејсување, немаат ефикасност на дејсување. Ако се тие партизирани, се јавува овој проблем на клиентелизам, патронизам, па дури корупција и така натаму и така натаму. Тука е најголемиот кабает, ајде просто да кажам, го носа самите политички партии.
Политичките партии го направија тоа со Имате начинот на кој што тие ја практикуваат власта доведе до ваква страшна партизација, назадување во демократијата, уривање на човечките права, враќање назад пред 2006 во однос на исполнување на критериумите за членство во Европска унија и така натаму и така. И ние имаме конкретно тука објаснато тој проблем и дури имаме конкретни мерки како тоа да се надмине. Првата мерка е не може ние проблемот на сеопшта партизација на општеството и на институциите да го надминиме, ако прво самите политички партии не се демократизираат внатре. Тоа е основна работа. Султански партии не може да промовираат демократија ни тогаш кога се на власт, уште помалку кога се во опозиција. Тоа е првата работа. Принципот на владење на правото мора да важи и во партиите. Трето, ние тука ќе видите кажуваме, случајот на Германија, на Италија, на Шпанија покажува дека политичките партии и во уставот и во законите се минусиозно регулирани. Добро, овде вие зборувате во притисците на демократијата и градењето на демократски институции, се согласувам со тоа дека потиснувањето од страна на политичката се создаде политичка олигархија, ама вие зборувате за политичка олигархија. Во Македонија постојат елити кои формира на микроплан, на макроплан, микросистем на олигархиски вредности. Да. Имаме ние, зборуваме и за економијата, инволвирањето во економијата и поддршка на нашите и вашите фирми. Тоа е во економскиот дел, можда ќе се навратиме после. Значи, оваа работа мора и... Пазете, не може партиите да одат со омраза на говор. Тоа е казниво дело. И тоа треба да оди така како што ќе оди. И на крај велиме дека мора да се регулира прашањето во врска со финансиското, односно профитерско работење на партиите и трупање на овај имот и слично. Ние бараме тука да се формира посебно независно тело по случајот, мислам дека Словенија има така, Германија има такво. Инаку знаете законот што вели? Не се носители, не поседуваат вели политичките партии информации од јавен интерес. И ако им побараш не може да ти дадат тие, бидејќи законот ги исклучува од тоа како институции кои што поседуваат таков тип на информација. Второ вика да, они се одговорни да дадат евентуално нешто пред јавноста за нивното финансиско работење. Меѓутоа треба да има посебно тело кој што ќе гледа како се стекнува имотот, како се стекнуваат донациите, како се потрошени. Тоа мора да биде посебно финансиско тело. Па гледате Германија, Чомовски, гледате Франција, кои беа оптужени, Кол беше оптужен за злоупотреба во оваа смисла, добивање донации и така натаму. Ширак беше, Митеран беше, Саркози беше. Така да, тоа мораме да го решиме. Следете ТВ интервју со председателот на МАНУ, академик Таки Фити, по рекламите и за неколку деликатни теми кои ја потесуваат општествената, а и внатрешната структура на МАНУ, тоа е прашањето на името, прашањето на јазикот и се разбира потоа дали ние имаме економска перспектива и следува ли посттранзицијскиот период во Македонија. 5 децении од формирањето на МАНУ, Академијата, стожер на научните и уметничките дострели на македонската интелигенција, стратегиски проекти, но и контроверзни погледи и публикации, енциклопедијата, етничката поделба на Македонија, името и јазикот, кој зошто на Груевски му овозможи да се промовира со магистерски труд. Дали академиците со директна поддршка за председателот Иванов денеска се срамат од неговите ставови? Како умните глави една деценија молчеа пред тоталитаризмот на претходната власт? Зошто е обезличено образованието? Рурализација на високото образование. Девалвирано е научното истражување. Продолжуваме разговор со председателот на МАНУ, академик Таки Фити. Две горливи прашања што јавноста секогаш ги очекува, особено како ја велам од умните глави. Прашањето на реакцијата за така наречениот воведување или официализирање на албанскиот јазик во Македонија. Индивидуалните ставови. На оден начин и помалку внимателноста на МАНУ како колективитет, особено овој лингвистичкиот дел. Како да бе ставил некој ров дека албанскиот јазик го загрозува македонскиот. Тоа многу во Македонија се загрижени. При што апсолутно може човек да биде заинтригиран
да биде загрозен, да речем, македонскиот поради близината со српскиот или бугарскиот, но со албанскиот апсолутно нема никаква логика што би го загрозило македонскиот во Македонија. Толку повеќе што и натаму е доминантно македонскиот. Зошто бегате од дециден став кој ќе ја смири јавноста дека условно кажам промените кои одат кон поширока примена на албанскиот јазик не значат федерализација или значат федерализација или значат јазична па и политичка деструкција на македонската држава. Видите, во таа книга ќе видите дека имаме прилично јасни ставови околу целата таа работа. Јас сум горд и верувате беше многу тешко да изградиме некако став. Имаше соопштение на Ману кое што во основа беше релативно добро примено. Јас влегувам во групата на оние академици кои што мислам дека апсолутно не може да биде загрозен македонскиот јазик затоа што се проширува употребата на албанскиот јазик онака што законот предвидува, значи и во органите на државната власт и во централните институции. Не може еден јазик кој што обстојува со векови од една страна, од друга страна еден јазик кој што за 10 години по кодификација доби видно место во фамилијата на словенски јазици благодарение и на гениалноста на Блаже Коненски, тек така да се загрози или да исчезне. Тоа не. Повеќе загрозувањето од која страна може да биде? Може да биде од страна, да речеме, на вметнување на странски термини, поими и така натаму. Некогаш е многу тешко тие за нив да најдете соодветен израз, односно термин на македонски јазик. Ние имаме еден голем концепт научна терминологија, почнат, значи стручна и научна терминологија. До сега има 113 книги излезено, тој е првиот проект на Ману започнат по иницијатива на Блаже Коненски. 113 имаме, во различни науки, различни области термините се даваат на повеќе јазици. Македонски, да речеме, француски, англиски, така натаму. Така да тоа се работи. Другиот проблем каде што може не да се загрози, да назадува развојот на македонскиот јазик, тоа е фактот што ние немаме доволно средства во Ману, значи нема доволно средства оделението за лингвистика и литературна наука и истражувачкиот центар за ареална лингвистика. Немаме доволно пари за научна обработка, иако проекти се веќе на македонскиот јазик, иако такви проекти се веќе почнати. Она што ние мораме сега да го правиме и веќе се работи, треба нова граматика. Пред новата граматика, внимавајте, никој не сака да се одважи или ретко се одважуваат. За грозбата на македонскиот јазик дојде откако настана турбулентна промена на потеклото на македонците, на словенскиот карактер, на македонскиот јазик, на словенските идиоми и така натаму. Дали, бегајќи од тоа, ние се обидуваме да се браниме од нападот, условно кажам, на албанизацијата на овој простор? Видите, таков тип на проблеми, јас како што реков не гледам, иако вие кажавте на почетокот, има индивидуални ставови, многу тврди околу тоа, но тоа се индивидуални ставови на одделни академици. Кај нас проблемот ви викаме во тоа, ние мораме да направиме, да создадеме материјални финансиски услови, да одиме на истражување научно на македонскиот јазик. Сега се прави депозит во Ману, трезор на многу значајни ресурси за проучување на македонскиот јазик. Тоа значи зборници, стари текстови, нови текстови и така натаму, кои што се собираат и кои што ќе бидат основа за проучување на македонскиот јазик и за изградба на новата граматика. Таа нова граматика ќе биде ненормативна, таа ќе биде повеќе описна граматика и основа од она што ги слушам колегите, јас не сум стручњак за таа нова граматика, ќе биде јазикот што го зборуваат образованите македонци, водејќи сметка за нивното социјално потекло, регионалното потекло и се разбира за нивната професија, оти во различни професии има многу нови термини кои што во јазичната комуникација универзалните термини на светско ниво што се глобалистички, кај што тешко дека можете... А не можеме да се одбраниме од тоа, се разбира. Влегоа тие во една Франција маркетинг, французите 10 години бараа збор маркетинг да го заменат. Па не може маркетинг. Има уште малку да завршиме со иако не сакам да ме фати така албанофобство некое.
Мислиме и сугерираме дека контролата на употребата на албанскиот јазик и на другите јазици на заедниците, наместо претежно да се потпира на административни мерки, судови, комисии, казни и така натаму, агенции, инспекторати, треба да се предпочита поттикнувачкиот пристап. Прито како да забораваме дека ние кохабитираме јазично во овие средини и дека го запоставуваме образованието, воспитувањето, социјалниот амбиент. Па, токму на тоа ние инсистираме, место да одиме ние на агенција, и то пазете агенција само за албанскиот јазик, контрола на употреба треба за сите заедници да биде. Инспекторат да одиме и да имаме казнени мерки, строги казни, регулација и така натаму, многу повеќе треба на тој поттикнувачи, што вие добро го кажавте, елемент. Низ образование, низ заеднички проекти, низ комуникација, низ проучување на традициите, обичаите на едните на другите, низ проучување на различностите помеѓу едните и другите, да низ тие различности се обединуваме со заемна толеранција, култура на толеранција, заемно почитување и не смееме ние да го спориме унапредувањето на јазиците на сите наши заедници. Треба тоа да го разбериме. Ние велиме добро. Заради ова осетливост, чувствителност на проблемот и заедниците се разбира треба да имат на еден друг начин разбирање за тоа дека македонскиот јазик е интегративен и обединувачки. Меѓутоа, што е најбитно? Кога ќе се дискутира за овие работи, мора да се дискутира меѓу науката со факти, со аргументи, а во политиката не сме за овие работи кога се дискутира да има ултиматуми и заканувања, се едно дали доаѓаат од македонската страна, од страната на, условно кажано, албански политички. Дискретно прашање. Во Ману, што морам да признам дека последнава десетлетие е добар потез да се изрази мултикултурализмот и во научна смисла се примени четворица академици од албанската едница, Турчин, еден, двајца, да не зборам Чкрети и така натаму, нели. Но за албанците, дали се случило, например, Абази, Беджети и другите да почувствуваат потреба да комуницираат на албански јазик и да тоа го формализираат во она смисла во која наместо научни и политички научни погледи идентитетските прашања да дојдат на маса. Никогаш не се случило да побараат да комуницираат, мислите, на албански, на официјални состаноци, така тие меѓу себе може да се комуницираат и тоа е нормално. Меѓутоа никогаш не се случило. Друго, сакам тоа посебно да го кажам. Беа изненадени, особено помладиви академици албанци, кога дојдоа во академија, имаше некој страв кај нив како ќе бидат примени. Нема, значи, албанофонија во академија. Самиот Беджети јавно ми рекол, слушајте, јас сум импресиониран како сме ние примени овде, со каков респект, со какво заемно уважување и со какво разбирање за сите наши проблеми. Мислам дека македонската јавност поширока, малкумина знае дека, например, Луна Старова, писателот, најголемиот опус го има направено на македонски јазик. Пазете, па јас тоа викам, 80-90% од трудовите на Луан се на македонски, преведени на 20 јазици. Па тој најдобро го афирмира ако сакаме македонскиот јазик. Така, според тоа не треба од тие работи, знаете, тоа се политизација на проблемот и непродуктивни дискусии околу јазикот и ова што се случува. Бегате ли од името? Како не, видите, не бега, јас ќе ви кажам... Односно, од стратегискиот позиција, каде Македонија би требало да се најде со решавањето на условно кажам спорните прашања со соседите, со отворање и офанзивна добрососедска политика. Јас ќе ви кажам дека прво јас сега и на неколку академици, експредседателите му рекол дека треба да подразмислиме околу евентуално заеднички став околу името, бидејќи се расправало многу пати во академија, има различни индивидуални мислења, бидејќи тоа можеби ќе дојде на дневен ред, нели, после ова. Инаку за тој обединет Балкан и за таа концепција ние апсолутно мислиме дека тоа треба да се форсира, тоа треба во крајна линија посебно да се подржи од Македонската академија на науките и уметностите, бидејќи балканското искуство ни покажува дека со војни и насилни решенија ништо не се решава. И македонскиот народ највеќе страдал заради таквите решенија на овој турбулентен балкански простор. Значи ние велиме што мора сите има начела. Сите да речеме прашања отворени меѓу соседите на Балканот да се решаваат по мирен пат, со заемна толеранција, со заемно почитување, слух кон погледите и ставовите на едните на другите,
со отворени граници, со заемна соработка. Па ние тоа на дело го направивме. Пазете, ние со Бугарската академија на науките и уметностите реализиравме последниве години 33 научни проекти, објавени се книги двојазично на македонски и на бугарски јазик среде Бугарија и во Скопје и така на. Заеднички го чествуваме Свети Кирил и Методи. Свети Климен заеднички го чествувавме тука. Имаме определени проблеми и прашања, меѓутоа седнуваме, разговараме. И нема проблем меѓу научниците кога разговараме. И верувајте, мислам дека ние ја подотворивме вратата за овој договор. Тоа ми кажа еден од политичарите, тоа не го афирмирате. Па викам, извинете, треба вие да го афирмирате повеќе, бидејќи Борисов таму кажа, Мано и Бан вика се заслужи за ова што се случува. И мислиме дека тоа е многу битно и ние тој концепт ќе го Уште малку за името, да не бегаме од тоа. Ми се чини дека предизвика недоумица и идејата, и предлогот, па и објаснувањето на починатиот академик и филозоф Петре Христо Илиевски, дека најидеално решение во оваа ситуација е Горна Македонија. Со објаснувањето дека тоа објаснува дека е оваа таа територија. Но, дали е време науката, лингвистите, па и политичките собеседници да ја се вклучат во овој пакет на мерки на доверба, што инаку се обидуваме да ги изградиме меѓу Скопје и Атина? Апсолутно мислам дека е време и треба тоа и политиката да го побара од нас и да има воја. Оти видите, ние правиме огромни напори да воспоставиме како научни институции врска со грчкиве научни институции. Со академијата не оди. Им смета името. Кај мене беше еден од амбасадорите, вика, дај да го решиме проблемот, да помогнеме, вика председател, можеме, викам веднаш. Вака јас. Како? Па дајте ни еден врвен научник и го примиме на дворешен член на Македонската академија и тој вели, тоа е добро и после му текна. Не, викам, тоа е добро, ама никош нема да дозволи и Македонија на академија. Ви смета името Македонска академија. Меѓутоа, тоа е интересно дека со многу научни институции, посебно центарот наш за генетски истражувања, другиве центри за енергетика, соработуваме. Особено околу оваа апликација на заеднички проекти. Пазете, овие центри се со висока репутација во регионот и кога ќе побараме од нив, односно кога тие ќе побараат партнерство, ние се согласуваме. Добро, сега знаете во тие договори за европските проекти го имаме тој проблем. Не, ми се чини дека немаат предрасуди кога се работи за културни вредности. Например, познатиот режисер Унковски, таму режира. Два огромни проекти изведе во Атина и никој не му правеше проблем, условно кажам, дека е он македонски режисер, нити дека е режисер од Скопје. Меѓутоа се работи за културни предиспозиции. Затоа ви велам дали е време тој тип на мостови да се воспостават. Па треба, видите, за тие културни врски, научни врски да се воспостават. Ние често пати инсистираме, не знам, еве сега во рамките на овие договори за интензивирање на соработката меѓу министрите за надворешни работи, треба малку повеќе академијата да биде вклучена. Ние индивидуално настојуваме тоа да го направиме. Преку соработка со други научни институции, некојаш оди, некојаш не оди. Помали се проблемите, имате право, и во културата, и во науката, бидејќи луѓето се пошироки. Но знаете, кога ќе дојдат европските договори, веќе имаме проблем. Ако има грчки партнер, мора да те напиши ФИР таму, Македонија. Па мене ме прашуваат колегиве како да го решиме тоа. Па ставете долу во договорот дека нашето уставно име е тоа и тоа, другите обврски од договорот ги прифаќаат, што правиме како министри. Турскиот модел за како што правиме ние, јас кога бев министер сме го правиле со Светска банка, ММФ и најверојатно владата и ден денес го прави. Ние сме отворени за соработка со Грција, меѓутоа таму потешко пробиваме сега за сега. Не ви се заблагодарувам за овој дел, зашто уште имаме време. Пред да поминеме после рекламите на пакетот економија, каде што посуверено и апсолутно многу повеќе јавност очекува од вас екзактни, да речем, анализи и податоци. Дали ви се чини, професоре, сега како професор, дека во вашата фела, вашите колеги, во последнава декада ги одбегнува јавните анализи, јавните дебати, освен со честни исклучоци, да не спомнам вас, Беџети, Трајко Славевски, дека сите други
беа сокриени. Дали е тоа делот на клиентализмот или на стравот, како што вие велите од владењето на Груевски? Јас мислам повеќе ова второто. Тоа е дел на стравот. Имам врвни професори, врвни експерти, јас вака им кажувам колегијално се, а надвор од академијата кога зборуваме. Дајте бе луѓе, јавете се. Ова е твое прашање, ова е твој проблем, јавете се. Појдете на телевизија, кажете некој работа. Има дел излегува, да речеме Владимир Филиповски бил кај вас неколку пати. Добро, така многу има. Има повеќе, ама генерално овие, да речем условно, тешкаши кои се приближно долго време таму и кои имаат стаменитост, бегаат од дебат. Има такво бегање, дали е тоа и повеќе страв, дали не сакат да се замера, дали се плашат од политиката, не ми е јасно зошто понекогаш кај луѓето го нема тој поттик, да речеме, кај врвни експерти, стручњаци да ги кажат своите погледи, сваќања, да ги кажат на стручен, на научен начин. Тоа не може на крајот на краиштата, не знам каква белја да му направи од политиката. Може да се налутат тие, што ќе им направат? Ништо не може да им направат, да се ги кажат ставовите. Мислам дека е тоа повеќе страф. Имаш еден страф, имаш исплашеност. Еве, меѓу колегите на економски, јас ви кажам. Дајте бе луѓе, дајте кажете нешто, вие сте најповикани. Ти сепак тука имаме врвни експерти по одделни области. Ти знаете сега. На срцевината на економската наука е УКИМ и економскиот факултет. Ако тамо вие не даете импулс, другите го следат тој и условно кажам, поради нивното отсуство упросечени вредности доаѓаат на дебати кои се само промовираат, не промовираат јасни економски или економетриски становишта и така натаму. Поштувани гледачи, следите ТВ интервју со Таки Фити, претседател на МАНУ, пред одбележувањето на 50 годишнината на ова стожерна научна, културна и уметничка институција, потоа со професор Фити за економските проблеми. Со професорот на економски факултет се разбира претседател на академијата, академик Таки Фити, и за блиц економските состојби. Должичкиот тајмер во МАНУ, без оглед на реакциите, јасно зборува за загрижувачкиот деценијски галоп на задолжувањето. Вие велите дека земјата во голема мера го редуцираше својот фискален простор со непродуктивни јавни инвестиции, административни згради, мебел, споменици, Скопје и така натаму. Има ли опасност? Условно кажам, од банкрот во Македонија поради очигледниот сега и пат на бруто општествениот производ кој е на, да речем, на позитивна нула и така натаму. Како вие гледате на овие трендови? Видите, објективна опасност од банкрот нема. Јас мислам, бидејќи сепак релативното учество на долгот е негде околу 50% на јавниот долг во бруто домашниот производ, што за Македонија е многу. И знаете што е многу од аспект на нормално сервисирање на долговите, бидејќи ние имаме 4-5 евро врзници, а знаете со евро врзниците секогаш е проблем, бидејќи кога тие се мобилизираат, се со прилично високи каматни стапки, враќањето се случува наеднаш. Нема кај нив амортизација полека. Значи сега ние 2000, мисля че и четвртата која доаѓа 2021 треба 500 милиони евра да ги вратиме. Ами има проблем, професоре. Ние со падот до бруто општествено и со нискиот раст, ние не можеме да постигнеме таква акумулативна и финансиска мок да можеме камати да ги вратиме, камо главницата. Така е, и тука имаме проблем, меѓутоа сигурно дека тоа не може да доведе до, така да речем, банкрот на крајот на криштата. Секогаш имате варијанта, ако не се подобри ситуација, ако не почне да расти бруто домашниот производ, значи ако не се динамизира растот, оти како се динамизира растот, тоа е најдобриот лек, се намалува учеството на јавниот долг во бруто домашниот производ. Има и, се разбира, и други варијанти. Една од тие варијанти, меѓу другото, повторно да се оди со ММФ. Ако дојде до таква ситуација и со Светска банка, од каде што можете да мобилизирате поевтини кредити. Ако дојде до таква ситуација... Ама еве новиот министер, после овие сугестии и понуда на ММФ, вели дека сега ММФ не ни треба. Има едно прашање кое од вас очекувам како одговор. На маса се ставија. Дури се возбудија духовите после реакцијата на Хари Костов, еден од првите банкари во Македонија, кој рече на Македонија и треба фискален совет, може би и борд, валутен борд. Валутен борд. Да, тука беше и малку погрешно и Хари Костов протолкуван, бидејќи овој валутен борд се однесува за монетарната политика. Тоа е најстрогиот режим на девизен курс.
Меѓутоа, фискален совет и треба, и сега мислам дека владата треба многу брзо да го формира тој фискален совет и да стави тука експерти, каде што луѓето, Словенија има таков, каде што луѓето експерти ќе кажуваат што да прават, како да прават. Има некои работи и принципи во врска со водење на фискалната политика што се страшно регулирани во Република Македонија. Не може, знаете, тоа е елементарно правило, големи проекти што буџетот ги финансира, што апсорбираат огромни средства, да се пуштат без претходно да се видат трошоците и ефектите. А има методи, cost-benefit анализа, што велиме ние. Секој проект што сакаш да го промовираш, треба да видиш колку ќе те чини, кои ефекти ги очекуваш и дали можеш да одиш со тоа. Пазете, што добивме ние од овие непродуктивни инвестиции врзани со Скопје 2014 и така натаму. Што добивме? 600 милиони официјално е тоа, можда и повеќе. Тоа не носи пари за враќање на долговите. Раст на градежната индустрија и градежната оператива, но тоа не репродуцира нова додатна вредност. Проблемот е во тоа што гледате, добар дел од инпутите во градишништвото за жал доаѓаат од странство. И затоа фискалните мултипликатори што ние ги пресметавме, кои што кажуваат ако вложиш $1 во изградба на зграда или не знам каде, колку ќе добиеш врз бруто домашниот производ, се негативни. Бидејќи голем дел од инпутите доаѓаат од надвор. Или ако ги земите спомениците, таму готови пари завршуваат надвор. Затоа имавме негативни импликации, мултипликатори. Мора однапред да се види. Јас сега имаше под премиерот Андјушев едно расправа со експерти околу новите мерки. Прво тоа им го кажа. Вие морате за секоја мерка, еве сега тие најавуваат нова некоја политика, промена на некои аспекти на политиката на привлекување странски директни инвестиции. Оти не е се лошо во таа политика на Груевски, апсолутно има и добри работи. И јас им реков, земете да ги видите трошоците, ефектите. Дали ќе направите таа cost-benefit анализа или фискални мултипликатори, не одете така, оти ќе ги повторите истите грешки. Не може, ај сега ќе решиме, имаме програма, ова ќе го правиме и одиме во избори, ние ова ќе правиме, ние она ќе правиме, без претходно да се провери дали тоа ќе донесе ефекти, кои ќе бидат крајните ефекти. Тоа е основно правило во водење на буџетската политика, затоа е потребен буџетскиот совет. И тој исто така треба да промовира сега како да ја направиме таа финансиска консолидација, ова што го прочитате. Просторот нас ни е намален фискален. Ако дојде утре рецесија, не ќе можеме многу пари од буџетот да инвестираме за да ги зголемуваме дефиците и да ублажиме рецесијата. Тоа е голем проблем. Намален е фискалниот простор. Долгото од 24% е сега скоро 50%. Значи двојно зголеме. И сега во една таква ситуација што правиме? Треба јасно фискалниот совет и овие во министерство да кажат, чекајте да видиме какви проекти се предвидени и какви обврски се преземени за тие проекти. Да ни се заканува и да почнеме да ги последниот круг на продажбата на домашните природни ресурси и ресурсите, електроцентралите и така натаму, што некој го заговара на крајот на криштата. Дури се вели дека ќе продаваме капацитетите и ќе инвестираме 1 милиарда и пол во Белене во некоја нова современа нуклеарна енергија. Видите, ако имате висок јавен долг и ако имате проблем со платниот биланс, едниот начин да го затворите тој геп, таа дупка во платниот биланс е да земите заеми. А вториот начин е да дозволите поголем прилив на странски директни инвестиции, бидејќи најголемиот дел од тие странски директни инвестиции не го зголемуваат долгот. И тоа е нормален пристап секаде. А камо да доаѓаат странски директни инвестиции од природните ресурси не остана многу. Гледате сега мини централи ќе има многу и ќе инвестира приватниот сектор и наши и од надвор. Нека доаѓаат странски директни инвестиции, тие класичните не ве задолжуваат. Има едно стратешко прашање за кое може и науката и вие да речем условно да одговориме. Дали нашата економија и макроекономска политика се базира веќе на комплет сетови на субвенции, субвенции за странци, аграр, стартап, вработување и така натаму, без притоа да се очекува фидбек на нова додадена вредност. Тоа е овој проблем што го дискутиравме, вие сега поексплицитно го поставите прашањето и мислам дека апсолутно сте тука во право. Таква опасност постои. Пазете, овие големи субвенции што беа во земјоделството. Таа работа не оди. Ние уште во таа син извештај, кај што учествува голем број странски професори и експерти, кажавме, нигде во светот не се оди на големи субвенции на земјоделството индивидуално по производи. Сакаш ти земјоделството да го субвенционираш, направи му ја инфраструктурата.
Каналите исчистимо ги, направи мелиораци, нови канали. Што направивме? Даваш субвенции, каналите затнати. Дојдо поплави, се уништи родо. Значи, мора да се оди на инфраструктура во земјоделството, во селото, патишта, пристапни, така натаму, канали, мелиораци, од кои што ќе бенефицираат сите индивидуални земјоделци. Нека се определат неколку основни производи кои што ќе се субвенционираат, но да не се претера. Оти кај ода субвенциите? Гледате, што де факто поддржуваме со тие субвенции? Ние велиме, да, тоа е европска политика. Да, меѓутоа има начин како тоа се прави. Често пати одат во раце каде што де факто се злоупотребуваат. Големи се тоа пари. Гледам сега има и прилично субвенционирање со новиве мерки на новата влада, тука треба да биде предпазливи. Оти пазете, што е основно? Ние велиме, основно е во пазарна економија, носител на растот е реалниот сектор, секторот на предпријатијата, приватниот сектор. Не сме државата да остане најголем инвеститор, најголем работодавач, бидејќи тоа не функционира. Кризата помина, секаде во светот државата полека се повлекува од таа економска активност и препушта на приватниот сектор. Меѓутоа, многу субвенции или големи буџетски дефицити и така натаму, значи инволвирање на државата во тоа. Треба тука вистинска мера да се најде. Благодарам што бевте гостин во топ тема во предвечерието на 50 години од формирањето на МАНУ. Настаните се 9 и 10 октомври. Очекувам дека ќе дојдат ваши репрезенти од регионот и ви посакувам научно творештво на сите живи академици и понатаму. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата и на честитките, господине Чомовски. Пријатна вечер. Утре сте повторно со топ тема на ваша страна и серијалот за локалните избори и соочувањата на кандидатите за градоначалници.